Живее самечки подстанарски живот во мрачен подрум. Се грее на дрва. Освен светилките и телевизорот, други електрични уреди нема. А по преживеаниот неодамнешен ненадеен мозочен удар, речиси 3 месеци, таа не била ни дома. Се лекувала. Но нејзината последна сметка за струја е дури 15.000 денари. 69 годишната прилепчанка Ангелина Талеска, која се уште не закрепната од болеста што ја снашла, по првичниот шок, сега во очај бара помош за како што вели да не плати нешто што не потрошила, а и нема ни од што, бидејќи таа преживува од социјалната пензија од неполни 8.000 денари. Само една лампа гореше, јас бев на болница месец дена, месец и пол и нешто, кај брат ми додека идеше масеро, јас сум сама тука. 2,5 месеци јас не бев тука, јас за овие големи сметки. Струјомеро е во салоно, клучоите беа во мене на болница, ма никој не може да влези. Сомневајќи се некој да не крадел струја или пак инкасаторот да не направил некоја грешка, таа побарала од Евана да дојде комисија и да го провери броилото. Молбата и била прифатена и била задолжена за услугата да уплати околу 500 денари, што и го сторила. Но наместо да дојде комисија, таа доживеала нов шок. Била исклучена од електричната мрежа, иако други заостанати сметки нема. По незината реакција, следниот ден струјата повторно и била пуштена, со образложение дека погрешка била исклучена. Ама одветената комисија до ден денес нема ниту трага, ниту глас. Ете, платив и после там ми вели, не, рече, јас не ти реков дека за комисија плаќаш. Ами зошто го платив то? За да ти ја скини струјата тој. Ами јас ти ја дадох цела социјална, уште 6 и нешто. Јас си го платив она додека бев дома. И сега, отко сум дојдена од болница, ми дојде 3.000. Зошто? За 5 дена 3.000, другата дена од Евана идам, на порта, плаќам таму, на порта гледам 15.000 белешка. И тие што и платив, ја не знам зошто. Преплашената Ангелина вели дека само таа си знае како со години врзува крај со мизерната социјална пензија што ја зема, но досега не останала должна за ниту една сметка. Ама овој пат таа е гневна што од неја се бара, како што вели, да плати нешто што не потрошила и жали што заради влошената здравствена состојба не мојкна е правдата да ја бара по други институции.